Купчиња од смет пред влезовите на згради, вреки со отпад и шут, како и предмети од домакинството на јавни површини. Ова се неретки појави кои говорат дека пред почитувањето на законот за јавна чистота граѓаните затвараат очи. Комуналните инспектори и редари на терен ја контролираат состојбата. Во повеќе наврати упатуваме апел до сите граѓани да пазат дека го фрлат својот отпад и своето ѓубре. Посебно, предметите од своите домови да не ги ставаат на јавни површини. Во паркови, на тротоари, на самите улици, бидејќи исто така и пред згради, бидејќи е казниво по законот за јавна чистота. Доколку и покрај нашите апели, граѓаните го одлагаат отпадот на јавни површини и го фрлаат, доколку бидат фатени на лице место, ќе бидат казнити по законот за јавна чистота. Казните, знаете, се движат од 50 до 200 евро во денеска противвредност. Градежниот шут задолжително треба да завршува на старата депонија. Истиот да не се само формално отстранува. Градежниот шут, граѓаните се обврзани да го одлагаат, да го фрлаат на старата депонија Крстот. Истите сакаме да ги потсетиме дека да ги фрлаат на самата депонија и тоа уредно да ги фрлаат, а не само пред самата депонија или на самиот пат да отвараат дополнителна работа и на јавното предпријатие и на општина Штип, а исто така да представува и дополнителен трошок за самата општина. Везенков и со потсетување до граѓаните кои градат и реновираат имаат потреба да одложуваат градежен шут и отпад пред нивните дворови, домови и на јавни површини. За овие активности треба да добијат дозвола од комуналната инспекција, која ќе одреди колку временски период градежниот шут и отпадот може да биде на јавна површина.